Добар ден, ви благодарам што одбирате да се информирате преку Слободен печат. Започнуваме со поинакви вести. Дишат ли надлежните друг воздух, па не преземаат ништо со Вардариште. Со години наназад Вардариште е задолжителна тема во предизборната кампања, која потоа за жал брзо се заборава. Се ветуваат и спортски терени, паркови и расади со ружи на незиното место, но депонијата и натаму обстојува и го труе Скопје. По пожарот кој што се случи викендов, скопјани по социјалните мрежи одново ги повикуваат надлежните да го исчистат Вардариште или барем да оневозможат пристап на просторот за да не се истура нов отпад, да не може никој да влезе и да го пали. Граѓаните прашуваат дали надлежните дишат друг воздух, па затоа досега ништо не преземаат. Темата е на Анита Стојковска. Управата за јавни приходи склучила договор за привремени вработувања со агенцијата Контакт Бизнис во износ од 19 милиони денари со ДДВ или 309.000 евра. Агенцијата треба да даде работници кога ќе и потребаат, а за тоа ќе се наплати провизија од 8,1% од бруто платата на секој изнаемен работник. Ова не е прв пат УЈП да склучува договор за привремени вработувања. Договор склучи и на 17 јануари минатата година кога од страна на УЈП се потпиша тогашната директорка Сања Лукаревска, додека на другата страна беше истиот потпис од управителката на Контакт Бизнис. Од какви работници УЈП има потреба? Слободен печат го чека одговорот од институцијата. Отворено е прашањето и дали институцијата има постојано потреба од ист кадар на работници и за нив низ годините склучува договори за привремени вработувања. Ако е така, зарем не е подобро да ги вработи и да не плаќа агенциска провизија? Темата е на Весна Дамчевска. Трамвај без кондуктер предизвика хаос во Софија. Тешката трамвајска несреќа се случи рано утрово во близина на романската амбасада. Околу 5 часот наутро трамвај излета од шините, се преврте и се заби во подвозник кој беше речиси целосно уништен. Инцидентот оштети најмалку 7 паркирани автомобили, а извештаите сугерираат дека можеби бил удрен и автобус. За среќа во тој момент немало патници во него, а на подвозникот немало пешаци кога се срушил како резултат од ударот со што се избегнале жртви. Тензична ноќ во Нови Сад. На првиот училишен ден српските средношколци излегоа на улиците за да одбележат 10 месеци од трагедијата на железничката станица во Нови Сад. Ним им се придружија родители, наставници, студенти во блокада и други граѓани. Средношколци и студенти организираа собири кои во повеќето градови поминаа мирно, со неколку минутен молк. Граѓаните беа турнати кон кампусот, а наводно биле употребувани и палки и шок бомби, а на видеата што кружат на социјалните мрежи може да се слушнат истрели од топ. За време на сузбивањето и растерувањето на толпата, неколку лица фрлиле пиротехнички средства кон полицајците, топовски истрели и димни бомби, а фрлиле и разни предмети, камења и тули кон полицајците. Трагедија во Судан, најмалку 1000 мртви во свлечиште во регионот Дарфур. Само едно лице ја преживеа трагедијата, објавува BBC. Многу жители веќе побараа за солниште во планината Мара, бегајќи од војната меѓу суданската армија и паравојните сили што ја уништуваа земјата со месеци. Катастрофата дополнително ја влоши веќе тешката хуманитарна ситуација во регионот, каде што голем број на луѓе веќе беа принудени да ги напуштат своите домови пред катастрофата. Драг пријател, вака Путин го нарече Си Џинпинг. Пекинг утре ќе биде во центарот на вниманието, кога ќе се одржи воена парада низ плоштадот Тиенанмен. Парадата ќе биде посетена од 26 шефови на држави, кои ќе бидат сведоци на откривањето на низаборбено оружје од страна на Кина. Единствените западни лидери на списокот на гости, објавен од Кинеското министерство за надворешни работи, се од Србија и Словачка. Рускиот председател Владимир Путин и кинескиот председател Си Џинпинг се сретнаа денес во Пекинг во пресрет на одбележувањето на победата во Втората светска војна и се согласија дека билатералните односи меѓу двете земји се на исклучително високо ниво.
Белгија ќе се придружи на групата земји кои ја признаваат државата Палестина на овогодинешното Генерално собрание на Обединетите нации и ќе воведе санкции врз Израел поради војната во Газа. Во меѓувреме, Белгија исто така ќе воведе силни санкции врз израелската влада, рече белгискиот министер. Да имавме ограда на базенот, син ми сега ќе беше жив. Познатата инфлуенсерка, која го загуби своето дете, раскажа што се случило тој кобен ден. Во мај годинава Емили и сопругот Бреди се соочија со трагедија. 3-годишното синче се удавило во нивниот базен. 3 месеци по трагичната смрт на незиниот 3-годишен син, инфлуенсерката Емили Кисер се огласи за трагедијата, изјавувајќи дека незиното дете би било живо ако се ставело ограда на базенот во дворот. Детето се удави во мај, откако татко му го тргнал погледот од него на само 5 минути, зашто се соочува со критики. На 12 мај сопругот на Емили, Бреди, повикал брза помош во нивниот дом во Аризона. Кога пристигнале болничарите, го затекнале Бреди со неговиот 3-годишен син, кој бил без свест. Детето паднало во базенот и Бреди успел да го излече и се надевал дека го спасил, бидејќи детето уште покажувало знаци на живот. Со брза помош бил однесен во болница, но веќе било во критична состојба. Според изјавата на Бреди, сопругата Емили не била дома, па тој се грижел за нивните 2 деца. Кисер е инфлуенсерка со над 1,8 милиони следбеници, позната по објавите од незиното секојдневие. Жива ќе се изеде. Го продала фустанот за $135, а потоа дознала колку навистина вреди. 22-годишната Хана, која се занимава со препродажба на винтидж мода, ја опиша неодамнешната продажба на платформа за аукција во живо како најголема грешка во незиниот живот. Се започнало за време на пренос во живо, кога Хана го понудила фустанот на аукција каде го продала. Тогаш сватила дека вреди повеќе, бидејќи луѓето биле премногу возбудени и ја информирале за марката. Скоро се покажало дека станува збор за ретко дизајнерско парче, чија вредност се проценува на околу $3,000, далеку повеќе од сумата за која таа го продала. А во продолжение сакам да ве запознам со Етел Катерман, најстарата жена на светот. По смртта на бразилката Ина Канберо Лукас во мај, британката беше прогласена за најстара жена во светот. На 21 август Етел го прослави 116-тиот роден ден во домот за стари лица каде што живее. Етел, која е родена во 1909 година, е единствената жива личност која сведочела на владењето на кралот Едвард VII, прадедото на кралицата Елизабета. Етел е родена 3 години пред да потоне Титаник, а била жива и за време на двете светски војни. Скандал од невидени размери. Вака директорот на службата за општи и заеднички работи при владата Ивица Томовски реагираше по објавите за незаконско следење и прислушување во периодот од 2019 до 2024 година. Министерот Тимчо Муцунски утрово не поздрави од пред езерото Блед, каде учествуваше и се обрати на работниот појадок со министрите за надворешни работи од Западен Балкан и специјалните пратеници за проширување на Европската унија. Ако сакавме да ја поделиме Македонија, тоа ќе го сторевме во 2001 со 15.000 војници, вели Али Ахмети. Продолжуваат спасувачките операции по катастрофалниот земјотрес во Авганистан, над 1000 загинати. Огромен пожар во Турција, го гасат над 2000 луѓе. Франција пред нова политичка криза. Тоа беше се во овие поинакви вести. Повеќе информации ќе најдете на slobodnpečat.mk. Ви благодарам на довербата и вниманието.